Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат се наоѓам во Република Албанија, поточно речено во општината Пустец, да ги посетам 9 села во Република Албанија, да ги посетам мештаните македонците во општината Пустец, а тие да ми раскажат многу приказни за нивните родни огништа. Почитувани мои, патувајќи низ Република Македонија, патувајќи низ етничка Македонија, користам многу литература, која што таа литература ја наоѓам копајќи низ архивите, како во Република Македонија, така во архивите во Република Србија, Албанија, во Грција и во Бугарија. Меѓу тие архиви се наоѓа, овој пат ќе ми биде водич низ селата во општината Пустец, тоа е книгата на Владо Јовановски со работен наслов "Населбите во Преспа", каде што има и посебен дел за 9 села во општината Пустец. Помина речиси 40 на години откако во тогашната радио телевизија Скопје, поточно речено во тогашното радио Скопје, во радио емисиите "Глас од татковината" и нашите сонародници во странство, под менторство на бардот на македонското новинарство Владо Гаџовски, ја направи првата радио репортажа со работен наслов "Рилево село во Долнешка околија", а нешто подосна во утринската програма на телевизија Скопје "Добро утро Македонијо", истата видео ја обликував под работен наслов "Заборавени", каде што си поставив работна задача еден ден не само што ќе ги посетам речиси сите села во Вардарскиот дел на Македонија, туку и поголемиот дел од селските населби во Пиринскиот, Егејскиот, во областа Гора, која се распостила во Србија, областа Голо брдо и 9 селски населби населени исклучиво со македонци во Мала Преспа во Албанија. Како што одминуваа годините, така мојата работна задача полека се реализираше. Покрај 1700 селски населби, според мојата евиденција, од вкупните 1984 села во Република Македонија, што ги имам посетено, десетина документарни видеозаписи што ги направив во Егејскиот дел на Македонија, од вкупните според евиденцијата на Јован Трифуновски 2000 селски населби, 5-6 селски населби од вкупните 28 според евиденцијата на Исмаил Бојда во областа Гора, неколкуте населени места во Пиринска Македонија од вкупните 500, исто така според евиденцијата на Јован Трифуновски, и неколкуте села од вкупните 16 според евиденцијата на Николај Ѓурај во областа Голо брдо. Ете така да речам, дојде денот, како што вели народот, да дојдам и меѓу македонците кои живеат во 9 села во албанскиот дел на Мала Преспа во општината Пустец. Одлуката, така да речам, беше донесена на сам ден на Вртолом 2021 господово лето, кога бев на снимање на нов документарен запис во мариотското село Крушеица, под самата падина на врвот Маргара, на местото викано Света Петка, каде што после неколку поминати векови крушенчаенецот Јоше Сајковски пред 17 години по Божја промисла започна со вообздравувањето на многовековниот манастир Света Петка при самиот крај на празнувањето. Пилевчанецот Валентин Поповски ми рече: "Зоране, да те прашам нешто онака по пилевски, ќе може ли?" Како не може, му реков. Дали досега се бил меѓу нашинците во Мала Преспа, во албанскиот дел во општина Пустец, таму има 9 села, чисто македонски, голема добрина ќе направиш да направиш некое кадро, оти знаеш и тие се нашинци, македонци пород, многу ќе се израдуваат, ме праша.
Долги години се токмам, ама да бидам искрен и пред себе и пред тебе, ама и пред Бога не сум бил, му одговорив. Ај вака ќе направиме. Денеска сме Вртолом. Од Вртолом до Света Марена имаме точно 30 дена. Имаме доволно време јас да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе те однесам во првото село, после стење селото Туменец и да знаеш, на селото Туменец и селска слава му е, а има и убав манастир, Света Марена се вика, и уба иконаци има, а и веднаш до езерото е, со кајќе ќе се оди таму. Се согласуваш, што велиш, повторно ме праша Валентин Поповски. Како не се согласувам, таман работа, па тоа цел живот го работам. Ти кажи им на нашинцина во Туменец дека заедно ќе дојдеме на гости, шеговито му одговорив. Бравос, бре Зоране, бравос е таков, ќе ми направи на душичкава моја, што досега никој ми нема направено во животот мој, досегашен радосно ми подвикна Валентин Поповски. Почитувани мои, помина речиси една година од кога наминав во селото Туменец и 30 денови кога ги посетив селата Горна и Долна Горица, 20 денови од посетата на селото Глобочани и речиси 10 дена од посетата на селото Леска. Ете, според Господовото провидение, наминав и во селото Пустец и за него да направам документарен запис, каде што продолжив со снимањето на документарниот серијал во 9 продолженија со работен наслов Општина Пустец историографски записи. Македонско-горничко-преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Речено сторено како што вели народот. На сам ден на Велипеток, во раните утрински сати, од Прилеп преку Битола, Ресен, по магистралата Ресен, Царев двор, граничен преминг Стење и по 90 минути лагана вожња со возилото од марката Мерцедес под команда на Диме Степуле, откако ги поминавме граничните формалности, пристигнавме во селото Пустец.
Окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на Горничевскиот залив, како дел од Преспанското езеро, не може да не го забележи селото Пустец, кое раскошно блескотеше по зраците на утринското преспанско сонце. Почитувани мои, да бидам искрен најпрво пред себе, пред вас, а и пред Бога, пред да дојдам во селото Пустец, го замислував дека тоа сето е пуста пустелија, село како доние нашиве заборавениве села, со неколку жители, со по некој старец, села со паднати кујчи, плевни, обраснати дворови со трња и капини. Очекував да го видам Пустец од времето на владењето на Енвер Хоџа, ама старинскиот ликот на селото одамна беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави кујчи, уредени дворови, распослани во непосредна близина на преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски карактер, на кое можат да му позавидат приградските и градските населби во Република Македонија. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија за селото Пустец, со кои располагам копајќи низ архивите широко балканскиве простори во изминатиот период, и вам да ви го пренесам со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од македонскиве простори, а и пошироко, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Во крајниот јужен дел на големото Преспанско езеро, поточно речено во Горничевиот залив, од десната страна на патот Битола-Корча, во јужното подножје на ридот Гапче, се наоѓа најголемото село во албанскиот дел на Мала Преспа, селото Пустец. Според едно предание, денешното село Пустец во изминативе векови се наоѓало во местоста викана Старо село, кое се наоѓало неколку километри североисточно од денешното село Пустец во правец на езерото, а за тоа говорат остатоците од поранешните градби, како и остатоците од црквата Свети Атанасије Александриски. Според преданието, преселувањето на жителите од местноста Старо село и доселувањето на денешната локација се случило во 18 век поради надојдените езерски води, каде што покрај селото Старо село биле поплавени уште неколку села. Селото од север граничи со Шулин, од исток со водите на езерото, од југ со Зрновско и Леска, на запад со сртовите на Сува гора и Галичича, а преку нив со атарот на селото Корито и раздробените ридови на Сува гора, а преку нив со атарот на селото Подгорија. Атарот на селото се распостила на десетина квадратни километри и зафаќа рамничарско, песокливо, слабо плодно, безводно земјиште, кое се протега јужно и југозападно од селото и ридско-планинскиот терен, обраснат со дабова, дренова, габрова и букова шума и сочни пасишта. Иако во атарот на селото постојат две изворишта, извориштето Баша и извориштето Сопо, селото со вода за пиење претежно се снабдува од езерските води. Низ историографските документи неговото име се среќава како Пустеци, Пустела, во времето на македонскиот цар Самоил, а во албанската топонимија е запишено како Шампељи со значење Свети Павле и како Ликенас со значење Езерани. Селото е озбијан тип со 280 куќи, кои во минатото били изградени од камен, на два ката, покриени со турски керамиди, со мали дворни места.
Селото се дели на 3 мала, горна, средна и долна мала. Во атарот на селото Пустец се наоѓаат неколку викани места, како што се Апстара, Арапица, Бабите, Башите, Божурките, Варниците, Гола Чука, Голина, Горица, Граишта, Ѓуптино, Долчето, Нива, Дрен, Змија, Илјоите, Јамите, Јарината, Калаузо, Колјојца, Коријата, Костодол, Кравите, Ливадата, Малград, Мали манастир, Мечката и уште многу други. Првпат селото Пустец во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските цареви Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византиските историографски записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византискиот император Василий II, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година до 1395 година. Податоци за селото се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1568-69 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како пустела, припаѓа на казите Горица, Биглишта и Крупишта, како падишахски хас на нахијата Билишта, брои 77 семејства, сите македонци. Податоци за селото Пустец се содржат и во пописниот дефтер од 1665 година, кој се однесува за периодот од 100 години по преходниот, кој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер, покрај другото е запишено дека селото припаѓа на Ресенската нахија и имало 97 семејства, 9 неженети и 4 вдовици, сите македонци. Во пописниот отомански дефтер од 1865 година е запишено дека селото брои 66 христијански куќи. Дека селото Пустец на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1397-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спириден Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, издадена во 1889 година, каде што за селото е забележено дека селото имало 60 домаќинства.
Јохан Кан во патописот набенет за селото Пустец запишал дека во 1869 година во селото живееле 69 домаќинства. Според статистиката на Васил Кънчов, Македонија етнографија и статистика од 1900 година, во Пустец живееле 410 жители, сите македонци. Според записите на Глигорија Трајчов, кои датираат од 1912 година, во тоа време селото броело 60 куќи и 478 жители. Според записот на Бранислав Милоевиќ, во 1917 и 1918 година селото броело 80 куќи, додека пак според записите на Кирил Мундашиев, во 1923 година селото броело 463 жители, а според Стерио Спасе, во 1926 година селото броело 515 жители, во 1940 година селото броело 80 куќи, во 1945 година во селото живееле 565 жители, во 1948 година во селото живееле 1000 жители, во 1960 година селото броело 697 жители, во 1969 година селото броело 788 жители, во 1974 година во селото живееле 940 жители, во 1989 година селото броело 1200 жители. Јас сум Зоран Косовски, продукција Маријова филм. Дојден сум овдека во Република Албанија, во општината Пустец, заедно со мојот домаќин и водич во општина Панте. Твоето презиме беше? Ќе правиме една документарна репортажа, односно серијал, со работен наслов Општина Пустец, историографски записи. Твоето име беше? Панде. Именјак? Панди Дамо. Панде Дамо. Од Пустец. Од Пустец. Од која фамилија си? Од Дамовска. Така, како се каже дедо ти? Павле. Баба ти? Анастасија. Татко ти? Трајан. Мајка ти? Пара. Кај живее сега, во Пустец или? Во Пустец. Така, а меѓутоа, дали имаш заминато, да речеме, надвор од државата на печела, па да откажено? Околу 3 години сум замината странство Каде? во Англија. Во Англија? Ајде да направиш една споредба со животот во Англија и што се вели од домашното огниште, вика, поубаво нема никаде. Нема никаде. Гледа ја. Пусто. Не може повод имат. Кога ве видов како се поздравувате, ми напомна Панте дека се немате видено долго време. 3 години. 3 години. 3 години сме видели. Кој сте постар, ти или ти? Јас сум постар. Како се потреби и мината да бидат исти? Па, многу има тука што се вика Панде. По име Панде има многу тука, уш од порано името Панде си има користено, но... Така. Една порака, дали е една порака да сите наши македонци каде и тие да се наоѓаат? Дали во Република Албанија, дали во Република Македонија, дали во егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот, или во Америка, Канада, Австралија и во Европска Унија. Дали е добро да си дојдат дома, барем еднашка, да ги отворат оние залеќени катанци, затоа што поубаво место родниот крај нема никаде. Нормално тоа е, нормално. Значи, родениот крај е роден крај. Не може да биде странство, таму си странец, не си домашен. Кога Си е дома. Кога повеќе ти се радува душата, кога ќе тргнеш од Англија да си дојдеш во Пустец, или ти плаче кога ќе се враќаш назад? За назад не се бегат, мама. Треба се... Семен човек? Да. Семен човек. Колку дечица имаш? Едно дете имам. Да ти е жива машко женско? Машко. Нека расти па белки ќе му направи свадба тука во Пустец. Ала. Да сте здрави и живи. Старински родови во селото Пустец се Аговци, Бачиовци, Бојковци, Вејановци, Ватиовци, Ѓорѓиовци, Вангеловци,
Волкановци, Главчевци, сите доселени од селото Церје во 1976 година, Дамовци, Дуровци, Ѓавовци, Ѓурковци, Дрлевци, Јоновци, Колевци, Колјаковци, Малевци, сите доселени од селото Глобочани, Митревци, Мренкаровци, Наумовци, Ничовци, Пашкаловци, Поповци, Постоличинци, Сотировци, доселени од селото Церје, Ставревци, Трајковци и исто така доселени од селото Церје, Тенковци, Таневци, Трајановци, Цазовци, Гељовци и Ушкаровци. Ова е мојот двор и мојата куќа, каде сум си роди. Тука ќе погледнете многу стари работи, затоа што јас си ги имам чувано од минатото. На втори спрат од мојата стара куќа имам направено еден етнички мини музеј, може да речеме, што има алатки од минатото, уште од 18-тиот, 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, кај покажуваат како живеа нашите предци во тоа време. Ќе поканам и камерата да погледне внатре, да види што имам, како се поставени работите, но пред да влеземе внатре, сакам да ви кажам дека идејата на овој музеј е лично моја, која бидејќи ние имаме бидено старо семејство во овие територии, имавме многу стари работи, ги чувевме и смислив така еден ден тие работи да ги сместам во еден дел од мојата куќа, но и многу други кои ги најдов кај блиски пријатели и сите ги стави во ова куќа. Ово го направив заради нашата територија Преспа е атракција, туристичка атракција. Има многу убава природа, така што идат многу туристи и ова може да му биде една точка која може да посетат. И има околу 6 години што ми е како занимација во лето идат странци, туристи, поточно од Холандија, од Белгика, од скандинавските земји, од Полска, од Чешка. Така што задоволен сум заради имам посетители. Пред да го види окото на камерата етно музеот, тука до тебе е и твоето млада семејство, Да, личината. Овие се моите две девојчиња, помалото Паула се вика, а поголемото Марина, кои и кога идат туристи, тие се помеѓу нив во секој влез и излез внатре во куќата. Може да влеземе да погледнеме. Ова е првиот дел од мини музеот, кој би го представив надвор во дворот. Тука имаме поставено неколку слики од моето семејство. Може да погледнете на влезот на вратата. Имам поставено две дипломи, едната македонска диплома, другата албанска диплома, која му припаѓаат на мојот дедо Боре Малевски, каде првата е албанска која има завршено средно образование во 33 година во Корча, а втората педагошки курс во Битола, кој од тогаш почна да биде и наставник, учител во нашата територија на македонски јазик. Другите нешта што се над зидот се, како што се гледаат, се слики од минатото. Сите слики се од моето семејство. Тука во ова поголемата слика се гледа мојот дедо кој бил на училиште во Корча со неговите другари. Тога училиште да беа само со машки или само со женски, затоа што говориме за 33 година, уште женците немаат толку права за да се рамноправни со машките. И многу активности кои имал дедо ми мој и други сонародници селани во тоа време.
А во ова долната слика имаме повеќе активности, културни активности во нашата територија. Во тоа време имало многу културни активности, особено во комунистичкото време, каде што се гледа тука и мојата мајка облечена во носи во тоа време, 79-та година. Ова е слика пред ова куќа каде што сме денес, семејството на мојот дедо, трите браќа, неговите деца. А тука исто семејството, ама постаро, по старите години, кога беа помалку, а тамо сте повеќе. На оваа страна исто неколку слики од нашето семејство, од училиштето каде учеат нашите баби и дедовци, исто мојата истата ова куќа каде што сме сега, а овие се поново слики од семејството на дедо ми, од ова куќа, сите може да речем дека се родени во ова куќа, а тука е партизан покојник кој го ме изгубено животот во времето на Втората светска војска, сликата на братот на мојот дедо кој умре многу млад. Подолу имаме многу монети од старите времена, грчки монети, југославски монети, албански, турски, така што од сите кои баба ми ги имало брано, јас ги поставив и ги чував. На оваа страна имаме неколку инструменти кои најповеќе се употребуваат кај нас. Тоа е тапанот, армониката, кларинетот и кавалот, па и нешто друго не го имаме најдено во наша територија како гајдата која многу се употребуваше во тоа време. Но за жал никој од тие што свирее најме зачуван. Така што ќе се потрудиме и ние да ја ставиме зашто вреден објект што може да се чува. А тука долу имаме старо радио, кинеско радио од времето на комунистичката власт во териториите на Албанија. Тоа е еден стар албум кој се поставени слики од моето семејство. Значи во овој прв дел имаме сите работи кои ги имаме чувано од нашето семејство, кои дедо ми и баба ми ги чували. И јас понатаму сакам да ги чувам. А сега ќе се качиме во горниот спрат, кај ќе погледнеме етнографичниот дел на музеот. Ова е главниот дел на мојот мини музеј, постариот дел од куќава, каде што се поставени многу објекти од старо време, некои датираат и од 18 век, 19 век. Во ова соба тука се поставени многу работи. Јас го имам замислено дека во тоа време луѓето живеа на исто место, јадеа во иста соба, тамо правеа и за јадење и лебот го правеа. И така што сите работи ги имам ставено во овој дел на просторијата на мојата куќа. Како живеа нашите предци во 19 и почеток на 20 век, со креветот каде спиеа, со детето каде го чувеа, со јадењето во што го чувеа, како ја преобработуваа волната, затоа што повеќето се занимаваа со проработка на волна во тоа време. Тука има многу алатки од тоа време, може да ви објаснам сите поред шо се и зошто се користеле. Просторијата како што гледате има многу алатки од тоа време кои го потребуваат нашите. Започнуваме од кантарот, па секирата, па гребенец за преобработување на козината, па звонци, затоа што чуваме во тоа време многу овци и кози, струк, срп, сор, па има многу за набројување, прашалче, па ножици за стрижање овца и сите подред. Многу и други имаме во нашата територија, јас се обидувам да ги најдам и да ги продолжам да ги ставам во еден дел друг од просторијата. А пак горе имаме пилата за дрва. Имаме пила за дрва, затоа што во нашето подрачје и денес ние сме национален парк, има многу планина, дрва, особено во делот на Горица, така што нашите стари многу работеле на сечење на бука и од неа правеа станки, чамец, од една бука, и значи му требало голема пила за да се поучи таа бука, за да се проработи и да се направи чамец. Од исто дрво, без даскија,
го копале во среде буката, копале, оставале да се исушат и сетне ловеле во езерото. И од тогаш таа е зачувана и ја чуваме. Ова пред нас е делот каде што нашите предци ги чувале работите за јадење, тие се ношви по наше, каде што се прави лебот и го чувале брашното. Ова страна имаме едно буре кој го чувале виното или ракијата, а овие се качина. Ово поточно е за мас правење, исто како матката, ама ово понова верзија. Сите овие другите работи за чување вино, каче за чување туршија во тоа време, котел, бакарен котел кој беше главен во една куќа, бакарниот котел, затоа што во него се готвело најповеќе, се варело и многу брзо се варело. Садови ово блуд, кај нас се вика, за сучење, ово е буре кој чувале вода, многу студена вода во дрвено буре, котле бакарно кои вапцуваат јајца за Великден, исто и ово за вапцување јајца, ѓумчина, ово бакарно ѓумче, ово од алумин ѓумче и секакви други за во кујната за употребување работи. Ова е софрата каде луѓето јадеа во тоа време. Значи ние, заради беме во турско време, ово го наследиме од турците, јадевме на софра, седнати по земја, така што тука има неколку чини кои се употребувале за јадење во тоа време и софрата во многу подоцните времиња кај нас се отстрани. Значи нашите предци јаделе на софра дури во завршокот на Втората светска војна. Че тука го имаме делот од работите правени од земја, каде имаме неколку грнина кои се употребуваат за вода во тоа време најповеќе, а тие другите двете се употребувале за врчка, ние ја викаме, за држење и сирење и туршија. Овде се носиите, женската и машката носие, кај што нашите ги носеле и преку ден, не самде за излегување негде, туку ова му била и дневна облека, самде преку ден помалу имаше работи кои му тежеле, кои биле од сребро, овие ги извадвеа, а речи си истите облека чувале и преку ден. И како што гледате, доминира и во целата, ово што го кажавме, доминира црната боја. Црната боја доминира заради нашата околија во турско време. Многу мажи погубила, затоа што секогаш му се спротиставуваат на турците. И така што жените сите, може да речеме, биле завиени во црно и тоа остана како црна облека, да доминира црната боја во териториите во тоа време. И носијата, како што гледате, повеќе доминира на црно. Овде имаме крошната, каде што го растеле и го крлале детето. Имаме поставено едно дете во тоа време како се чувало, со волнени или со козинени облеки, завиено и врзано со јаже од волна. Тука се чувало близу до креветот кај што спиеа неговите родители. И крошната родителите ја земаја заедно со детето во нивите за кои ќе работеат и после опе на истото. А овде го имаме креветот, кај импровизирано имаме дека каде спиеле, луѓето спиеа тоа на земја, поточно на рогозина ние ја викаме. Ова е разбојот каде што нашите во тоа време ги правеа сите облеќи, алишта, чилими, така што секоја куќа ово го имало во тоа време, затоа што многу му било потребно. Сите работи старите ги правеа со разбојот. Разбојот тешко да го најдеш во нашата територија и некој што го има не го чува. Така што јас
нашиот помалиот, затоа што имаме две, спрема просторијата, го кладов во функција. Ова е делот на алатки кој се проработуваше волната, како што ви кажав и порано дека повеќето работи тога биле од волна, старите многу ја проработуваат волната, така што да започнеме со првото ниво викаме чикри кој се употребуваше за проработување на волната, а ово вториот дел е гребенци каде што се чепјаа, праеа помека волната, а после таа ставеа на фурка. А од фурката се правеше преденото, а после преденото може да му дае секаква боја. Бојата беше природна од лисје на дрвја и после бојата тие го виткаат на кломка и го употребуваат на разбојот, каде што правеа секакви алишта, чилими, веленца во тоа време. И многу му беа потребни затоа што кај нас зимите беа многу студени и волната се употребуваше за поарно да живеат, потопло да му биде. Имаме дрмон кој се употребуваше за чистење на гравот и овие две се корита кои се употребувале за миење на децата или за перење на плачки, а овој ние го викаме копан, кој со овој тие ги тресеа алиштата, ги носеа на ајзеро и ги чуќеа чилимите, почисто да се исперат, а ова дрвена лопата која се употребуваше за веење на пченица во гумното, со ова се вееше пченицата. Значи, како што се гледа и овие алатки тие беа од дрво затоа што немаше пластика во тоа време. Се било дрвено и од земја. Втората половина на 18 век за селото Пустец е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук кој броел околу 200 рами и силеџи, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на скромното сакрано здание врз претходно разорнатата црква Рождество на Пресвета Богородица, која се наоѓа на островот Малград во Преспанското езеро, која денес припаѓа на Горничката епархија и е прогласена за споменик на културата на Албанија. Црквата низ вековите претрпела доста промени, зашто сведочат трите зачувани надписи. Најстариот, сместен во апсидата, е од 1345 година. На него се запишани првите ктитори на храмот, Бојко и сопругата Евдокија. Вториот е од 1369 година и се наоѓа северно од натрешноста на западната врата над ликовите на Свети Константин и царица Елена. На него се зборува за обновувачите на црквата, благородникот Кесар Новак, сопругата Калија, синот Амирал и ќерката Марија. Третиот напис е од 1607 година. Фреско живописот е датиран од 1369 година. Зографите на црквата се припадници на Костурската ликовна школа од втората половина на 14 век. Нивни дела се и живописите на црквата Свети Атанасий Музачки во Костур и Исус Христос животодавец во селото Борје, исто така во Костурската колија. На североисточната страна на островот постојат остатоци од градба за која постои предание дека била на 3 ката и дека таа била една од многуте резиденции на македонскиот цар, царот Самоил.
Исто така, во втората половина на 18 век е реобновена и селската црква Свети Архангел Михаил, која и денес се наоѓа во Долната Мала, чија година на незината изградба не е позната, но се смета дека незините темели се мощне стари. Во 1967 година била претворена во Дом на културата. Во 1991 година црквата е преосветена. Во втората половина на 18 век е реобновена и црквата Свети Спас, која се наоѓа покрај брегот на езерото, која во 1967 година е разорната. Незината старост не е позната. Во втората половина на 18 век на местноста викана Горица е возновена и една друга мощна стара црква, која била и гробијанска црква, каде што и денес се наоѓаат селските гробишта, чие име и чија незина старост не се знае, а воедно не е позната годината на незиното рушење. Селото уште од памтивека имало учени луѓе. Првото училиште е отворено во 1889 година во Пештерната црква Рождество на Пресвета Богородица, каде што наставата се изведувала од селските питропи и попови на македонски црковен книжевен јазик и писмо, а во 1908 година наставата се одвивала на македонски јазик, а учител бил Александар Кузманов од селото Ташмаруниште, за време на Балканските војни и за време на првата и по Првата светска војна, па се до 1933 година наставата се одвива на грчки јазик, а со започнувањето на Втората светска војна од 1939 година, па се до 1944 година, наставата наизменично се изведувала најсетне на грчки, па бугарски, па албански јазик, а од 1944 година на македонски мајчин јазик, а наставата се извршувала најсетне во приватни куќи, а прв учител бил Кире Стериовски од Битола. Во 1950 година во селото Пустец е отворена осмолетка, а во 1983 година и средно училиште. Во 1947 година е изградена амбуланта. Со електрична енергија селото е поврзано во 1968 година, а во 1975 година со телевизиска програма. Во подалечното минато мештаните од селото Пустец учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, каде што селото учествува со своја востаничка чета, која броела 30 востаници. Селото Пустец не го избегнуваат војните действија како од Првата и Втората Балканска војна, каде што во 1912 година селото припаѓала под српска власт, за да во 1913 година под грчка власт. Селото Пустец не го избегнуваат војните действија како и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштето машкото население првично било мобилизирано од грчката војска, каде што поголемиот дел од мобилизираното машко население кое било испратено на македонскиот фронт, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а преостанатото население било ангажирано во превоз на воена опрема и изградба на фортификациони објекти и патишта за потребите на боиштето. Во 1916 година, кога е формирана Корчанската република, граничната линија со Македонија и Корчанската република поминува низ атарот на селото Пустец. По завршувањето на Првата светска војна, селото потпаѓа повторно под грчка власт,
каде што од 1919 година до 1922 година мештаните од селото Пустец биле мобилизирани во грчко-турската војна, а со договорената размена на територија помеѓу Грција и Албанија припаднал на албанската држава, со сите последици на тогашната албанска политика спрема македонците. Во 1939 година Албанија е анектирана од страна на Италија. Во 1940-41 година повторно машката популација од селото Пустец беше мобилизирана во албанската фашистичка армија, како и преостанатото население и принудено било да учествува во грчко-италијанската војна. По капитулацијата на Италија во 1943 година селото Пустец беше дел од слободната територија на Народно-ослободителната и антифашистичката војна на Албанија, а и на Народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија. Во месец декември 1942 година и месец јануари 1943 година во селото престојувал партизанскиот одред Даме Груев, каде што е формиран првиот Народно-ослободителен комитет во селото, а во октомври и ноември истата година и првите партиски челии на Комунистичката партија на Македонија и Сојузот на Комунистичката младина на Југославија. Во текот на Народно-ослободителната војна, 14 партизани се бореа против фашистичките окупатори, од кои 9 во партизанските одреди во Албанија и 5 во партизанските одреди на единиците на Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија, а двајца ги положија своите животи на боиштето широм Југославија. Оскудното плодно поле ги приморало мештаните од селото Пустец својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не е прекината. Покрај тоа, што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи за домашни потреби. Селото Пустец е административен, културен, образовен и здравствен општински центар, кој ги опфаќа сите села во албанскиот дел на областа Мала Преспа. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, како пример за врвно херојство. Овие луѓе живеат и во македонската историја, односно поточно би рекол запишани се во македонската историја, меѓутоа и во колективната меморија на македонскиот народ. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Почитувани мои, иако на мојот престој во селото Пустец му се ближеше крајот, не се заминав од албанскиот дел на Мала Преспа, овој пат ќе остана малку подлог период за да направам документарни записи и за селата Церје и Шулин.